Господине Никовски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Опростете што ве закаснивме малку, меѓутоа знаеме дека имате нерви за чекање и за разбирање, така испадна да имаме малку екстра гостин во денешнава емисија. Сепак добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро за Македонија, добра вечер за Австралија, нема никаков проблем, секогаш ми е особено задоволство да се обратам на нашите во Австралија. Добро ви утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме на одвоеното време за да ги удостоите нашите слушатели и гледачи, а и нас како уредници и водители на Македонски корени. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите. И јас се надевам исто така. Така. Во четвртокот, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, со цел да ја убеди македонската јавност за тоа колку е добар францускиот предлог, се обрати до македонските пратеници во собранието. Како ќе го прокоментирате нејзиното обраќање, но уште поважно, дозволувањето таа да се обрати имајќи предвид дека и пред 5 години на пратениците тогаш им се обрати Могерини, ветувајќи брда и долини ако го промениме името. Од тие ветувања нема ни трага ни глас. Могерини ја нема, ама ние македонскиот народ останавме со најголемиот товар, срам и пониженост, кој неуставно ни го наметна оваа ненародна влада. После некое време ќе нема и фон дер Лајен, разбирате, и пак ќе си остане истото искуство како и претходно со Могерини. Меѓутоа, доаѓањето неизино, сите пораки кои ги ни пратија Макрон, Шолц, другите личности кои дојдоа, само покажуваат дека тоа што се случува меѓу нас и Бугарија е проблем на Унијата, а не е наш во основата, и дека Македонија направи невидена фундаментална грешка што прифати и преговараше срамно понижувачки со Бугарија за да реши некакви историски проблеми. Велам, во суштината, значи тие решаваат свој проблем и затоа се тука спремни и да лажат, знаете, политичарите и лажат, а тоа што го зборуваше таа во нашето собрание беше тешка измама и тешка манипулација. Знаете, во дипломатијата и во животот има игра на зборови, има непрецизности, иако сте вие овца, да извините на израз, иако не разбирате, ќе се играат со вас. Токму тоа го прават овие од Брисел, оние од Вашингтон, со македонскава држава веќе 30 на години и ние за жал сето тоа го голтаме и се правиме Боже не разбираме. Еве јас ќе ви цитирам што таа точно рече за македонскиот јазик, за кој изгледа доби и овации, односно аплауз во собранието. Вели, нема сомнеш дека македонскиот јазик е ваш јазик, а чиф е. Наш јазик е тоа, мислам. И продолжи, и ние целосно го почитуваме тоа. Видите, вие кој во некое најмало племе во Африка, разбирате, имаат свој јазик. И не може некој да не го почитува тој нивни јазик, разбирате. И да не каже дека зборуваат на нивни, било, не знам, свахили или било кој друг јазик. Значи, таа ништо не кажа, ништо не потврди, и дека е тоа така, знаете што рече вчера нејзината портпаролка во Брисел? На прашање на новинарка македонка, таа вели, таа ја праша дали е тоа македонскиот јазик, дали го признавате, дали тоа значи официјално признавање, нејзината изјава во Скопје и слично. Знаете, прво, јазиците не се признаваат. Тие се прифаќаат или не се прифаќаат. Почитувањето е тоа што е клучно, ама ако ти го почитуваш тој јазик, ти го спомнуваш. Никаде во документите на Европската Унија, осим кај што мора, а сега ќе објасниме тоа и во врска со оваа преговарачка рамка, тие не зборуваат нити за македонски јазик, нити за македонски народ, никаде ништо такво нема. И за да нема дилеми, велам нејзината портпаролка вели за македонскиот јазик, тоа е јазикот што користат луѓето во Македонија, кој таа го нарекува македонски јазик. Слушайте, голема навреда од тоа нема. Вие да кажете дека луѓето во Франција зборуваат француски јазик, разбирате.
а не, да не кажете дека во Франција официјален јазик и така натака е францускиот, вие ги навредувате и тоа длабоко. Паѓате, али кај нас тоа поминува, луѓето тоа не прават диференцијација, разлика. И оно што пред малку и пратеничката Стојановска го објаснуваше е апсолутно точно, мислам, и она многу прецизно ви каже што и како. Понатака, таа рече, мислам, се што зборуваше беше чиста лага. И таа продолжи околу јазикот, вика, затоа во ревидираниот предлог, значи на предлогот за преговори со Македонија, односно за документите на Унијата кои одат паралелно со тоа и заедно со преговарачката рамка, вика, затоа во ревидираниот предлог, а нема никој ревидиран предлог, тоа за тоа посебно ќе зборуваме, стои македонски јазик без квалификација од ЕУ. А каква квалификација да ја дадат? Да кажат, како ова што вели, па така зборуваат луѓето таму, извините што така го нарекуваме. Мислам, не може такво нешто се каже, нема основа. И во тој таа нивна рамка, разбирате, стои дека акито, тоа се документите, правните документи на Европската Унија, ќе се преведат на македонски јазик. А како да кажат поинаку, освен дека македонски јазик? Да кажат дека свахили, да кажат дека турски, грчки, бугарски, овдека е македонски јазик. Тие немаат едноставно избор од колку да кажат. Меѓутоа, дека не стојат за тоа, тие многу убаво кажа, пак ќе го цитирам овдека многу директно, значи тие дадоа 4 документи во врска со ова што треба да ни се случува да с почетокот на преговорите. Првиот документ се вика воведна изјава на ЕУ за отварање пристапни преговори. Тоа е официјален документ на Унијата и последниот документ е заеднички став на ЕУ. Разбирате, доека преговарачката рамка е повеќе техника. Тоа е нешто што е по многу што сврзано со рутина, принципи и така натака, овие се веќе посебни документи. И велам, ова воведна изјава што ја дава, значи за однос директно само за Македонија, се вели ЕУ века во однос на преводите на акито, на правото на Европската Унија на македонски јазик, значи не може друго да кажат, овдека е македонски јазик, устав не може да кршат уставот тие, разбирате. ЕУ ги зема предвид соодветните едностранни декларации на Бугарија и Македонија за македонскиот јазик. Значи, тие на тој начин не само што ставаат фуснота, го земаат предвид, значи тоа е дел од преговорите на Европската Унија со Македонија. И сега да повториме, може би сме го кажале тоа, се пак да повториме што е многу клучно. Нас не присилија да начнете да извините идиоти, ако сакате во крајна линија, тежок е зборот, али во ова предавство не може човек да внимава многу на изразите. Не присилија, прво бугарите дадоа изјава која сите ја знаеме. До 1944 година не постои македонски јазик, тој е бугарски јазик и тој сега е дијалект на бугарскиот. А нашите, ајде аматери да бидеме се поблаги, дадоа изјава во која велат македонскиот јазик е кодифициран во 1945 година. Што значи? Дека ние прифаќаме, се согласуваме дека до 1944 година бил бугарски јазик, а ние во 1945 сме го кодифицирале и станал македонски јазик. Тоа е директна потврда на бугарската небулоза, на бугарските ментални девијации, фашизам, национал шовинизам и така натака, разбирате? Значи, ние потврдуваме и тоа влегува во документите на Европската Унија и од сега Бугарија цело време ќе мафта со тоа. За нив веќе не постои. Тие кога ја прифатија ова рамка, така речена француска, а да го објасниме тоа, не е тоа француски предлог, пардон. Тоа е француско-македонски предлог во бугарска режија. Тој предлог е договорен со Македонија. И да знаете, јас сум длабоко уверен, тоа нема докази, дека првичното одбивање нашиот премиер, кој беше не така театрално, свечано, не така велелепно и сето тоа, тоа е договорено. Тоа е договорено со Франција и со Бугарија, да испадне дека е Македонија, да го лажат народот сопствен.
еве Македонија не прифаќа такви неприфатливи и антиисториски и недемократски предлози и утраен да го прифатија без никакви промени. Промените кои се направија се, мислам, чиста играчка. Тоа е нешто што апсолутно и мојот внук да го чита, ке че дедо овие лажат, разбирате. Значи, тоа се случува, разбирате, и велам, она вели дека затоа нема никаква нели ни фуснота и чист јазикот. И овие нашите со тоа мафтат. Тоа апсолутно не е точно. Ја прво со ова што го велат во таа воведна изјава, јазикот е регистриран како проблем, тој ќе се јавува и понатака и Бугарија ќе инсистираат на своите ставови. И уште нешто што вели да бидејќи малце подлого, меѓутоа да го објасниме до крај на вчерашно манипулирање со македонската јавност, со македонскиот народ. Таа вели билатералните прашања, како што толкувањето на историјата, не се услов за пристапните преговори. Една нова лага, една тешка измама, бидејќи, видите, во самата преговарачка рамка, еве, таа сам тука, па ќе ја цитираме, се вели дека, во членот 5, се вели дека значи, за Македонија почна преговори и така натака, е клучна посветеноста на Македонија за добрососедски односи и поблиска регионална соработка, вклучително и преку постигнување видливи резултати и спроведување на билатералните договори во добра волја, вклучително и договорот од Преспа со Грција и договорот за добрососедски односи со Бугарија од 2017 година и продолжува сега. Како и годишните прегледи, прво беа протоколи, сега годишните прегледи, тоа се записници, разбирате, прегледи и мерки за негово ефективно спроведување според членот 12 од договорот. Значи, договорот, членот 12, станува дел од преговарачката рамка. А тие годишни македонски протоколи или записници се однесуваат само на Комисијата за историски и образовни прашања, разбирате. И таа комисија е одржана, треба да се одржува според договорот секоја година. Одржана е до сега само еднаш. Во 2019 година, првата година, кога тоа почна, нели така, еуфоријата во Бугарија, па и неразбирањето кај нас, 2020 година, 2021 година, 2022 година не е одржана. Зашто? Затоа што комисијата не функционираше. Кога нашите видоа што се случува во неја, кои се желбите, амбициите, мислам, политиката бугарска, која негира све македонско, нашите се повлекоа и нема ни еден друг состанок, разбирате. И ова се што влегува у преговарачката рамка, како документ, прво не постои. Втората, така наречена меѓувладина конференција меѓу Македонија и Бугарија не е одржана. Сваќате? Факт е дека тоа го потврди бугарската страна, дека договорот, односно протоколот, односно записникот е договорен. Катастрофален за Македонија, ама не е потпишан. Сваќате? И сега вие документ кој не постои, вие го ставате во преговарачката рамка, барате секоја година се држуваат такви годишни меѓувладини состаноци, значи да функционира онака турбо комисијата за историски прашања, да промени све во Македонија, од Гоце Делчев до Сабо или до кого сакате све, нашите учебници и се и така натака. И де факто се што Бугарија сакаше влезе во преговарачката рамка, влезе во документите на Европската унија и ние тие бугарски национал шовинизми и фашизми, разбирате, од сега ќе ги преговараме со Европската унија. И факт е дека 26 други членки, осим Бугарија, таму постои суштинско правило на солидарност, разбирате. Јас ќе ја подржам вас денеска, вие утре мене, и тука нема одстапување, бидејќи утре може вие да заглавите ако денеска не бидете солидарни. Сите тие ќе бидат на страна. И тоа се покажа. Нашите политички аматери цело време ни тврде дека осим Бугарија, сите 26 други членки се на наша страна. Ни една се покажа дека не е, разбирате. И таа наша изјава, да го уште тоа само
потенцираме сега, која е дадена во врска со македонскиот јазик дека е кодифицирана во 45-та година, што е една измама во суштината, што првата кодификација на македонскиот народ, македонскиот јазик е направил Ѓорги Пулевски во 1873 година. Истата година тој има издадено 4-јазичен речник на македонски, српски, бугарски, така натака, разбирате, албански. Значи, пред 100 и колку години, сваќате. После тоа јазикот нас го редувале Јоаким Крчовски, Кирил Печиновски, најмногу го има нели така кодифицирано Крсте Петков Мисирков, сваќате. И вие да го ставевте тоа во таа наша изјава и да ставевте дека во 1945 година, односно 1944 година на Асном извршена е поширока, некако дефинитивна кодификација. Во тој случај, вие ќе ги негирате бугарските ставови дека сме зборувале бугарски до 1944 година, разбирате. А вие де факто ги потврдувате. Па тоа е, слушате, не е злосторство. Тоа е нешто уште пострашно за кое некој ќе мора, да не речам да виси на плоштад, али ќе мора да одговара и тоа како што сега вчера нели инсценира младите сили на ВМРО судење пред парламентот и на 101 година да бидат осудени. Така да се што кажа таа вчера е тешка измама, тешка манипулација, а нашите, да не речам пак тежок збор, и аплаудира. Тоа е жалосно, тоа е трагично, тоа е неприфатливо, али тоа не се случува. Инаку демант за незиниот говор, кој што го имаше таа во Македонското собрание, веднаш пристигна од Бугарија, поточно од поранешниот бугарски амбасадор во Македонија, господинот Александар Јорданов, кој коментирајќи ја изјавата на Урсула фон дер Лајн, вели дека тоа што фон дер Лајн го кажа во собранието воопшто не е така и не е дел од билатералниот протокол помеѓу Македонија и Бугарија. Јорданов додаде дека ако тоа е точно, како што изјавува фон дер Лајн, во тој случај бугарските власти ќе мора да ревидираат што всушност пишува во билатералниот протокол. Земајќи го ова во предвид, испаѓа дека некој лаже и вие кажавте дека сето ова е лага. Према вас, кој е тој што лаже? Можно ли е да има две верзии? Можно ли е оваа ненародна власт да прифати дури нешто што не е ни на маса? И кога сме веќе кај Урсула фон дер Лајн и Европската Унија, како ќе го прокоментирате твитот на Европската комисија ден пред незината посета на Македонија дека председателката Урсула фон дер Лајн ќе се сретне со северно-македонскиот председател Стево Пендаровски и премиерот Димитар Ковачевски, а ќе се обрати и во северно-македонскиот парламент. Дали имаше некаква реакција од страна МНР за овој скандал на Европската Унија? Јас колку што знам немаше реакција, меѓутоа тие самите тој твит го избриша. Разбирате, и тоа свесни дека всушност со тоа иритираат. Знаете, ние да не се залажуваме. Во моментот кога оваа држава прифати дека е Северна Македонија, се ќе биде северно. Тоа е прашање само на време. Овој договорот од Нивици не обврзува ни една Грција која го потпише. Та ништо нема направено во тој договор, осим што се согласи да не пуштат во НАТО, бидејќи тоа беше американски диктат. Ништо друго таа нема направено, разбирате. Трите протоколи ги нема ратификувано, нити има променето тамо сообраќајни знаци, ништо нема направено. А ние сакаме да еден Брисел, Америка, не знам, Фиджи, Коста Рика го признаваат и го почитуваат Охридски, овој преспанскиот, односно договорот од Нивици, јас никогаш не бе преспански договор, тој е договор од Нивици, разбирате? Значи, да го почитуваат дека тамо нели Божем вака така стоело македонски јазик. Тоа е играчка, ние све македонски после Нивици избришавме. И ние немаме веќе македонски народен театар, имаме национален, немаме македонска информативна агенција МИА, имаме таа е медиумска, разбирате. Немаме ништо македонско веќе. А сакаме да другите не викаат македонци. Па да не бидеме наивни, разбирате. И да знаете, во процесот на преговорите, ако ги почнеме еден ден, разбирате, а многу тешко ќе биде, значи, сите тие работи ќе се додефинираат. Затоа и Бугарија и Грција едвам чека да почнат преговорите. Бугарија само сега постигна да се нејзино биде вклучено во документите на Европската Унија и таа сега со леснина
се што сака и што е апсолутно неприфатливо, ќе го наметнува на еден лесен начин. Ама извините, речат, тоа стои во преговарачката рамка, тоа стои во ведната изјава на Европската Унија, тоа стои во сите нивни документи, разбирате. Така да, во прашање е само тоа. Така да, ние сме во основата северџани, нема веќе македонци, разбирате. Тоа треба да ни биде јасно. И да биде уште начисто и химната ќе ни ја сменат. Тоа нема бегање. Како може да денес над Македонија се раѓа? Над која Македонија? Нема веќе Македонија. Ние да знаете дека таа стално ја спомнуваме Лисабонска декларација која беше еден срам за Европската заедница, тогашна денешна Унија, де факто таа се реализира. Со таа, да речам, измена или дополнување или до објаснување дека Македонија не може да го избриша, што оваа држава се наоѓа во регионот. Македонија не може никој да го тоа откаже. Меѓутоа, зборот Македонија во нашето име не значи ништо, ние сме северна. А знаете, кој ќе нема Јужна Македонија, тоа е нешто измислено. Јас не знам дали ја знаат таму кај вас шегата, која вели ако тргнеш од Северна Европа, од Данска, Финска, Норвешка и одиш на југ, вика, кај ќе стигнеш? Во Северна Македонија. Тоа покажува тој апсурд кој донесува. Да имаше Јужна Македонија, ние ќе си бевме македонци, разбирате, че има северна, а тоа се поделени држави, како што е Кореја, северна и јужна, како што беше Виетнам, како што беше Јемен и така натака и така натака. Значи, кој има, како што е Ирска, разбирате, имате Северна Ирска и Ирска, значи, кај што има поделени држави, тогаш може да има северна, може да има јужна, може да има источна, западна, разбирате. Кај нас нема, значи, ние сме де факто во сите полека, тоа го рече и Макрон, па после се извинува. Или секоја дојде ова наша голема пријателка во наводници од Брисел, вели, драги македонци, во ниеден документ на Европската Унија последниве 10 години, кога јас интензивно следам се што се случува, нема македонски народ во нивните документи. Нема никаде. Ова македонски јазик го користат, бидејќи нема друг избор, разбирате. Така да, во суштина, за нив нема македонски народ, никој од нивните, освен сега, што велам и Макрон и сите драги македонци, се молам, па не правете, не довете, а не прават. И наши ме аплаудираат, вика, браво, така треба. Се радуваат. Лидерот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицковски истиот ден имаше средба со господја Урсула фон дер Лајен и на пресконференција обелодени за што разговарале со неа. Како ќе оцените неговата изјава со 3 точки кои ги презентираше пред новинарите, но и она со поставените прашања потврдени со докази околу улогата на Бугарија, која не признава дека била окупатор на Македонија? Видите, не е спорно дека се што треба Мицковски кажа неа во лице. Тоа нема да има голема корис, бидејќи тие имаат своја политика, добиваат поддршка од нашата власт, разбирате, и тие баш им е гајле што мисли опозицијата, која очигледно во Македонија сега немокна да ги промени работите. Меѓутоа, клучно кој требаше да го постави прашање и Мицковски и сите во собранието е, ве молам, објаснете ни, а зашто, де факто, уцена и ултиматум е, Македонија прво да го промени уставот за да ги внесе бугарите во својот устав? По кој правило, по кој принцип, по кој европски критериуми, тоа е де факто суштинско прашање сега, од кое зависи се понатака. Зашто? И тоа зашто да 3000, неодамна јавме попис, 3504 бугари влезат во македонскиот устав како предуслов за преговори со Унијата, а сите знаете дека во Бугарија има стотици илјади македонци, дека има 14 пресуди финални кои Бугарија ги игнорира, а тие не барате ништо од за македонците, разбирате. И знаете, суштината за внесувањето на бугарите во уставот, и тоа пред се, значи, прво дека Македонија никогаш нема стане членка на Унијата, и затоа тоа ги се обезбедуваат бугарите, а овие идиоти во Брисел прифаќаат. И второ, со внесувањето на бугарите во македонскиот устав,
ние имплицитно, индиректно, али суштински потврдуваме дека тие се уставотворен народ, значи тие со тоа го негираш Асном. На Асном ги немаше бугарите. Разбирате? И не можат тие да бидат државотворен народ кој ги немаше на Асном. И второ уште клучно, дека во Втората светска војна, ако се тие веќе државотворен народ, не може да бидат фашистички окупатори кога формиравме државата. Значи ти му признаваш индиректно и имплицитно дека ти биле администратори. Значи тоа се, знаете, да не речам мангупски, али тоа се врвни дипломатски игри за кои нашиве аматери немаат поим, разбирате, и тоа врви, оди натака и до што ќе се доведеме. Клучното е што и после ќе разговараме околу внесувањето во уставот, де факто што постигнува Европа и пред се Бугарија. До сега проблемот на Унијата беше Бугарија, една членка која ја злоупотребува својата позиција на членка, го блокира приемот, односно преговорите со Македонија и Бугарија, ова Албанија колатерална штета. Што ќе се случи утре? Факт е дека македонскиот устав може да не биде променет ради немање на двотретинско мнозинство, дај Боже, 5-10 години. Што значи тоа? Македонија ќе биде блокирана од самата себе. Да. Ќе води во безбедностни ризици, то сериозни интеретнички проблеми, зашто не заборавајте, албанците се апсолутно сите единствени дека треба да се прифати предлогот и да се со други зборови сотат македонците, бидејќи тоа е најлесниот пат до голема Албанија. Така да, целата ситуација, разбирате, за која нашите аматери, да не речем потежок збор, не ја разбираат, таа има многу прецизни цели кои филигрански се реализираат. Господин Николски, како ќе го протолкувате глувилото што оваа ненародна власт нема слух за предупредувањата кои доаѓаат и во минатото од вас, но и од страна на светските експерти како што се Ерван Фуере, Едвард Джозеф и Герал Кнаус, кои ја познаваат добро ситуацијата на Балканот и предупредуваат дека ова што сега се случува е многу опасно и дека не е прифатливо. Видите, прво Фуере беше многу несимпатичен човек на времето кога беше тука. Тој ја поддржуваше тогашната СДСМ, разбирате, и сегашната власт. И беше некритичен, али тоа беше политика на Унијата која тој, нали така, како професионација спроведуваше. Сегашните негови изјави се апсолутно коректни, апсолутно реални и другите и на Кнаус и на другите се реални и видите, Брисел сето тоа го знае. Меѓутоа, како што спомнавме, се работи за нивни проблем. Прво, кога беше оспорувањето на нашето име и Грција, 30 години цели Унијата покажуваше нефункционалност. Сега и се повторува истото, знаете, тоа е срам за нив. И тие си ја тераат својата политика, своите интереси и игнорираат се што смисли поинаку. Меѓутоа, вината е наша. Кога тие ќе најдат некои недоквакани, извините на израз, кои се спремни да работат против собствениот народ, разбирате, против собствената држава во целина, тие ќе отерат своето. Така било во политиката секојаш, разбирате. Дури тие се луѓе всушност и донесени ради тоа. Претходната власт беше струшена со класичен државен удар организиран од ЦИА и веројатно други MI5 или други странски служби. Меѓутоа, таа де факто власт беше на класичен жртва на класичен државен удар организиран од надвор, сваѓате. Така да овие се донесени со таква задача и тие ја вршат безрезервно, али она што е клучно, народот излезе на улица. Македонците се освести, јас сум секоја вечер на улиците на Скопје и радува да знаете, има прво пред се што е најклучно, има многу млади. Знаете, порано кога протестиравме околу името, бевме оглавно возрастни. Ретко ги се поеше. Сега има маса млади, разбирате. Ќе гледате фамилии 3 генерации.
дедо, баба, внуците и родителите. Значи, јас мислам дека 70% од излезените не се партиски определени. Се борат за Македонија. И тоа радува, значи, знаете, кој ќе почне на таква лавина, се уште е мало топче од снег, разбирате, ама тоа кој ќе тргне, а тргна, тоа ќе расне и ќе брише све пред себе. И мислам дека на тој пат сме и затоа треба да се направи пресва, да се радикализираат протестите и да се сруши оваа ненародна и предавничка власт, бидејќи тие се спремни на све и тие ќе го прифатат и францускиот предлог, ќе прифатат и се друго што им бара светот за да ги реши своите проблеми и да го сотре македонскиот народ. Од СДСМ денот на протестите постојано обвинуваат за руско влијание, за контролирање протести, за руски центри и дека Левица и ВМРО ДПМН одработуваат за туѓи интереси. Дали вие имате вакви информации и дали имате видено на протестите некакво си руско влијание? Тоа се чисти глупости, разбирате. Тоа е една пропаганда, американска пропаганда, и за жал на неа налетува, мислам, ја поддржува и нашиот председател, кој неодамна имаше изјава за Етнос, вестникот во Грција, во која вели дека русите прават дармар во земја, лажни информации, ништо тоа нема, разбирате. И оваа наша власт, ако има малце акал во главата, што велиме ние, ќе мора да води сметка пред се за своите интереси на својот народ, бидејќи основната задача на секоја власт во било која држава, било каде во светот, е да се грижи за својот народ и за своите интереси. Ако постоеше нешто такво во оваа наша ненародна сегашна власт и предавничка, разбирате, тие мораа да водат сметка за тоа што го заговара Русија и за руските интереси, вклучувајќи за војната во Украина, разбирате, и да им биде јасно ко ништо друго дека единствени кои признаваат и прифаќаат дека сме македонци, дека зборуваме македонски јазик, дека Кирил и Методи биле македонци, дека за нас една голема историја, дека писменоста на славјаните сме ја дале ние македонците, разбирате, тоа е Русија и русите. И место со нив ние да одржуваме било какви односи, ние ги плукаме, протеруваме нивни дипломати. Видите, тоа да работиш во корист на сопствена штета не е лесна работа, треба да не си токму во умот. Последниве неколку недели македонската јавност, како никогаш досега, е ставена под колениците на владата на Ковачевски, под колениците на бугарските власти и под колениците на Европската Унија, кои оркестрирано ја пеат истата успевна песна, но со зли намери, убедувајќи не дека отровот кој ни го нудат, а тоа е францускиот предлог, но и билатералниот протокол, всушност биле лекот за нас македонците. Мешетарите кои доаѓаат во Македонија на помош на оваа ненародна власт ја убедуваат македонската јавност дека тоа било најдоброто за нас македонскиот народ. Македонскиот народ посе изгледа дека во 5 до 12 се разбуди, не можејќи да го трпи тој притисок и се излеа на улиците. Пред некој ден вие објавивте една колумна со наслов "Разбуди се Македонија, Унијата те прави бугарски протекторат". Господин Никовски, вие сигурно имате направено многу длабока анализа на оваа тема и би сакале да го слушнеме вашето видување. И покрај тоа што во сите ваши досегашни гостувања на македонски корени предупредувавте за ова што сега и се случува на Македонија. Дали сите овие досегашни трауми кои што ги доживуваме се случајни или пак прецизно изработено сценарио, кое што безпрекорно води во затварање на вековното македонско прашање? Можна ли е физичка поделба на Македонија на албански бугарски дел? И до кога ќе траат нашиве македонски голготи? Има ли излез од сето ова? Ќе успееме ли да не дозволиме собствено разнебитување? Излез има од секоја ситуација. Нема безизлезна ситуација и која е најстрашната, најтешката, најкомпликуваната, али за тоа е потребно водство, потребна е желба. Јас го спомнувам често случајот со Виетнам, кога во 1965 година имаше 650.000 до заби, не до заби, него до чело наоружени американци кои изгубија. Значи, ако се сака,
ќе се успее. Ова што излегувањето на македонскиот народ на улица ја дава таа надеж, дава надеж дека македонецот се освести и дека нема да дозволи тоа што го планирале странците. Мојата прва книга која е издадена во 2008 година, мислам, 9 нека биде, носи наслов Македонското прашање повторно на маса. И мислам тоа за жал се потврдува. Целото сценарио кој е направено некаде во 1988 година, 89 година, значи година две пред распадот на Југославија, направено е во Вашингтон, тоа нема никаква дилема, разбирате, тоа се спроведува секојдневно, на една долгорочна основа, се прилагодува на условите и според тоа сценарио, велам, целта е да се подели Македонија на бугарски и албански дел. Јас сум длабоко убеден во тоа. Има едно чудо индикатори кои тоа го потврдуваат, разбирате. Меѓутоа, без физичка поделба на државата, бидејќи дојде ли до физичка поделба, тоа значи војна, нова балканска војна, која многу лесно може да прерасне и во светска, бидејќи, како што знаеме, бугарите, грците, албанците, па и србите ќе се појават, иако сега србите водат изворедна политика во однос на Македонија и во однос на црквата го решија проблемот и во се заедно, разбирате. Меѓутоа, во една нова балканска војна, сите тие ќе влезат, бидејќи аспирациите према Македонија биле општи. И не само тоа, со Букурешткиот договор, ова парче земја го добија србите. И беше навистина нешто кога во Втората светска војна се прифати во 1940 година на второто заседание на Авној, кој е зародишот, коренот на македонската држава, кога српските комунисти прифатија да има македонска држава, беше извршена прва ревизија на Бугарешткиот договор, разбирате. И тоа покажа дека тоа е можна таа ревизија, ама со согласност на земјите кои ќарија дел од Македонија, кога беше Македонија расчеречена, распарчена, разбирате. Така да, решение постои. Меѓутоа, зависи од нас и зависи како ќе водиме таа политика. Ова се што се случува, значи тоа сценарио оди чекор по чекор, таа нова поделба на Македонија, која сега финализира со наше фрлање во прегратките на Бугарија, кој е апсолутно испланирано. Тоа што го прави Софија е само реализација на своите синдроми, али благодарејќи на сценариото кое доаѓа да Соединетите американски држави. И да ви потсетам дека Ескобар, нивниот главен пратеник за Балканот, во една изјава пред можда месец дена има рече: ја поздравуваме флексибилноста на Македонија, значи да продолжи да попушта, разбирате, да попушта и нервно, и да попушта и политички, и како сакате, и функционално, и стратегиски, и се во таа насока, разбирате, да не фрлат во прегратките на Бугарија, и тоа да биде Македонија де факто еден дел пробугарски, кој полека и полека ќе се бугаризира. Знаете, судбината која доживеа македонците во Пирин и во Егеот, сега ни се враќа и нам. Значи, ако ние не сме за светот македонци, како што веќе не сме, Грција е го зема тој монопол, разбирате. Значи, ние ако сме само дома македонци и не фрлат полека под бугарско влијание, со текот на времето, народ не се бриши за 5 години или 2 години, разбирате. Тоа е потребно време, 15, 20, 30 години помина, тие малку имаат постигнато, али се веќе доаѓаат до суштината и таа суштина веќе на еден бескомпромисен начин преку ова се прави со Унијата. Сите тие документи кои сега имаме во така наречениот француски предлог, разбирате, се во еден голем исчекор и финален исчекор во бришењето на македонците како народ, бидејќи де факто ние се со тие преговори, со тоа што треба се случува меѓу нас Унијата, ние се претвараме во бугарски протекторат. Бугарите ќе ни одредуваат и какви учебници ќе имаме, бугарите ќе ни одредуваат и што ќе учиме, бугарите ќе ни одредуваат и дека сите биле де факто бугари во нашата историја.
Ако ние веќе прифативме, нашите идиоти, да простите повторно на израз, прифатија и подпишаа дека имаме заедничка историја, а може да биде само бугарска, не може да биде наша. Значи, кога ќе ставите све во еден мозаик, разбирате, се гледа јасно која е тенденцијата, кој е правецот на развој и што треба да се направи до наша држава. Носител на тоа, ќе повторам, се американците. Тоа се американски интереси и тие не случајно за своји стратегиски партнери на Балканот ги имат албанците, не Албанија. Албанците, разбирате, и немаат доверба во словените, немаат доверба во грците, разбирате, и затоа се создава една нова реалност во која де факто две држави ќе бидат главни на самиот Балкан, тоа се Србија и Албанија, фаќате, а македонците ќе бидат фрлени во предградките на Бугарија, другиот дел со отворени граници ќе биде поврзан Западна Македонија, северниот дел со Албанија, така да тоа ќе биде де факто една федерација која ќе функционира на еден лабав начин и на тој начин ќе биде дефинитивно затворено македонското прашање, а ка што вели и ова, да не речам што од Брисел, дека тоа вика народот се избори таков јазик, вика, разбирате, ќе се избори дома и на Бугарија, сите напори на Бугарија што се прават околу нашиот јазик, пред се да спомнеме, да не зборуваме околу идентитетот и слично, се сведуваат на македонски јазик да нема во странство, разбирате. Не може нас да не наметна да речеме ние зборуваме, не знам, бугарски дијалект или зборуваме велешки или ресенски дијалект. Тоа не може да го направат. Разбирате? Значи, целта е да нашиот јазик биде девалвиран и дали на крајот ќе биде само со фуснота дека е според уставот, а уставот постои од 45-та година, нова потврда дека до 44-та година бил бугарски, разбирате, и дека не е автохтон и дека не е изворен. Значи, се работи на еден широк фронт против македонскиот народ и македонските национални интереси, на бришење на се македонско, кој ние го голтаме, велам, после Нивици, ние све македонско избришавме. Сега полека и јазикот ќе го избришиме, за во странство се разбира, а чимо странство не е македонски јазик, чимо странство ние не можеме да бидеме македонци, а веќе не можеме да бидеме македонци, разбирате. Ние ќе бидеме северно македонци, ќе бидеме, нели, северџани и слично. Али нешто да, само се извинувам. Решение има, значи, да бидеме јасни и да ги прифатат овие понижувачки француски предлог. Јас се надевам дека уставот нема да успеат да го сменат. Јас се надевам, иако тие сигурно ќе плаќаат тешки пари, ќе купуваат, ќе уценуваат, све ќе прават, како што беше и после Нивици, нели така. Меѓутоа и да успеат и со уставот, ако утре дојде една права вистинска македонска власт, се тоа може да поништи, разбирате. Се тоа може да врати на почеток и двата договори и со Бугарија и од Нивици да ги поништи, разбирате, и Македонија да почне од почеток. А клучното е дека вака како што одвијат работите, Македонија никогаш нема да стане членка на Унијата, а веројатно ни Албанија, ни Србија, ни никој друг, што Унијата нема се проширува и следните 20 години ние правиме невидени отстапки, непринципиелни, понижувачки, срамни, антиисториски, зашто? За ништо. Македонија 20 години нема да стане членка на Унијата. Добиваме информација од нашите гледачи дека во парламентот изгледа проблем има. Седницата која што требаше да биде во 11 часот се уште не е започнат. Така. Видите, тие ќе тактизираат, опозицијата се бори лавовски, тоа што го рече и Стојановска. Меѓутоа, прашање само на време, дали денеска, утре, заутре, тие ќе го направат тоа. Тие се спремни, тоа е нивни предлог, да се разбереме. Напред околу 2 недели, поточно на 3 јули, председателот Пендаровски имаше пресконференција која следуваше веднаш после состанокот на Советот за безбедност и во врска францускиот предлог. На таа пресконференција тој вешто ги одбегна сите факти кои што се наоѓаат во францускиот предлог, а кои се погубни за Македонија и македонскиот народ. Пендаровски не и кажа на македонската јавност дека бугарското вето со овој француски предлог ни го ставија во нашиот двор како кукавичко јајце, со што од сега па натаму самите ќе се блокираме.
Пендаровски не и кажа на македонската јавност дека сега бугарските барања се во надлежност на Унијата и таа ќе им ги брани. И тоа со наша согласност. Како вие ќе ја прокоментирате неговата пресконференција на која, вратејќи се во круг, се кажа, ама ништо не кажа, при тоа премолчено прифаќајќи се она што се наоѓа во предлогот и во протоколот, како манипулација, како лага или како незнаење или неразбирање на нештата, иако би требало да знае за последиците како човек на чело на Советот за безбедност. Према вас, кои се грешките, односно измамите на оваа власт во досегашниот процес на разговорите? Видите, нашиот председател во последно време се однесува најблагоречено неодговорно. И што не доликува на еден председател на држава. Прво, вие го спомнавте таа пресконференција после станокот на Советот за национална безбедност. Видите, да организирате вие Совет за национална безбедност во моменти кога на маса, на дневен ред е судбината на државата и на тој состанок да не го поканите лидерот на главната опозиција, е непростлива грешка. Тоа покажува дека тој совет решавал на апсолутно несоодветен начин и неговите заклучоци се неприфатливи. Морал да биде тамо лидерот на опозицијата, бидејќи утре може да биде премиер тој. Ви разговарате за клучните прашања, а нема главната опозиција која велам утре може да земе власта. Кој види дека денес утре нема да падне оваа власт и нема да дојде опозицијата. Тоа е првото. А второто, на таа пресконференција со чист образ излезе председателот и рече тој го прифаќа францускиот предлог, иако 2-3 дена претходно го советуваше нашиот премиер да не оди на состанок во Брисел и каде беше тој состанок, бидејќи вели таму нема ништо, предлогот ќе го давате понижувачки. Се премислил, значи, за преку ноќ. Шаѓете, тоа не доликува на еден одговорен председател. И третото и клучно, тој ги прифати тие француски предлози, кои се де факто на Брисел и во основата за сето тоа стои Вашингтон. И во изјавата која спомнавме неговите интервју за Етнос, грчкиот вестник, тој вели: не верувам дека во собранието ќе се постигне двотретинско мнозинство за промена на уставот. Видите, ако ти како председател на државата го прифаќаш предлогот кој зависи, чија реализација зависи само од промената на уставот. И ако велиш дека не може да се постигне промена на уставот, а го прифаќаш предлогот, ти значи прифаќаш дека блокадата, што пред малку ако коментиравме, од страна на Бугарија, знаете, кога ве блокира некој од надвор, вие си имате оправдување, не зависи од вас. Блокира Софија, ја поддржува Брисел, Париз, Берлин, Вашингтон, и тоа е реалност која ќе се борите, али вие имате еден непријател надвор. Сега, со неменувањето на уставот, де факто, ние самите ќе го блокираме нашиот пат према Брисел. Тоа значи, како што ви прега, велам, сега се малку се повторуваме, али да го нагласиме тоа, почнува безбедносна криза, меѓу другото. Албанците ќе се спремни да земат и оружје да се борат за Европската Унија, разбирате, иако ни Албанија нема да влезе, можда и никогаш како и ние во Унијата, разбирате, и ќе создадат и мигрантички проблеми. Така да министерот Османи кога го рече дека ќе следат и после го нападна, тој се правдаше, тој е во право. Ако се дојдеме до таква ситуација, а дај Боже да не помине промената на уставот, разбирате, Македонија сама ќе се блокира на патот за Европската Унија и тоа во решение и со согласност на председател на државата. Тоа е срамно, видите, тоа е жалостно, срамно, неодговорно, како сакате. Јас не знам, тој човек цел живот бил во политиката, бил работа со двајца досегашни председатели на државата, за не можно тие толку работи да не му бидат јасни и да
не знае како да се однесува во една ваква критична ситуација кога тој како председател на државата треба да биде над сите партиски, тесни, лични интереси и да води една политика која ќе биде во интерес на македонскиот народ. Такво нешто нема. Па изгледа Али Ахмети не е Господ, па да биде во исто време на две места, да му шепка на Ковачевски и на Пендаровски истовремено. Господине Никовски, од она што го дознаваме, вие на почетокот на јули испративте една реакција до Нова Македонија поврзана со еден текст со наслов Преспанската спогодба 4 години подоцна, чиј автор е председателот на МАНУ, господин Лјупчо Коцарев. Ке сакате ли да ни кажете за што се работи и што беше тоа што ве поттикна да реагирате, имајќи предвид дека господинот Коцарев во неколку наврати досега има пишувано дека е загрижен за Македонија, бидејќи својата иднина ја гради врз нелегални и насилно донесени документи, а такви се и Преспанската спогодба, но и промената на Уставот од 2019 година и дека ја осудена на пропаст. А незината иднина е неизвестна. Во што не се согласувате со господинот Коцарев? Видите, прво да нагласиме дека Коцарев е извонреден, дека даде извонредни анализи на договорот од Нивици, дека тоа е катастрофален за нас, дека тоа е поништување на све што е македонско и така натака и така натака. И да ви кажам, тоа е прв пат од МАНУ да некој да излезе така отворено и директно во поддршка и во одбрана на македонските интереси. Досега МАНУ, освен покоен Блаже Ристовски, немаше таков човек. И Хјулавкова помалку се јавува, али таа претходно беше на другата страна и со други ставови, разбирате. Така да мора се поздрави начинот на кој Коцарев, Лјупчо Коцарев се бори за македонските интереси, ги критикува и на еден длабоко аналитички начин сите тие договори кои се спротивни на интересите, фундаменталните интереси на македонскиот народ и да ви кажам уште нешто, тој е со нас на протестите. Така да човекот апсолутно интегритетот му е 100% македонски и му да си не капа. Меѓутоа јас полемизирав малку со него зашто он во своите текстови се заложува за прво граѓанско општество во Македонија, што мислам никој нормален не може да го оспори, тоа би било навистина решение кое за жал не е возможно, и второ се залага за консензуално политичко одлучување. Знаете, такво нешто нема никаде во светот, има само некои покрајни во Канада, некои веројатно зафрлени, не знам кои се тие, и на уште едно место, а во Македонија тоа не може да функционира. А знаете, во Македонија прво за консензуално се борат албанците, затоа што на тој начин се негира основното демократско правило, а тоа е владење на мнозинството. Зашто македонскиот народ кој е мнозински ова држава, а тоа го има веќе за жал на многу планови направено, би се откажал од својата водечка улога и би дозволил малцинството да доминира. А за жал кај нас најчесто тоа и се случува, разбирате. И вие цитиравте некои работи кои го покажуваат тоа. Значи, во принцип, знаете, граѓанското општество, како што се западните демократи, е решение. Меѓутоа во Македонија, со капитулантскиот и понижувачкиот Охридски рамковен договор, кој е направен во Вашингтон, разбирате, го донесе, како се каже тој, не е ни важно, американецот, иначе шпион, агент на ЦИА и така натака, разбирате, Фровик, сваќате Роберт Фровик, тој го донесе, сваќате во Охридскиот рамковен договор нема ни Г од граѓанско општество, затоа што кој граѓанско општество нема тука племенски поделби како што се во Македонија. Албанците си имаат своји партии, бошњаците си имаат своји партии, србите си имаат своји партии, тоа е племенско општество, разбирате. А зашто го наметна тоа американците? Затоа само така можат да тие постигнат, разбирате, доминација во Македонија. Затоа што албанскиот фактор во оваа наша држава е далечински управувач со кој Вашингтон прави што сака, разбирате. И затоа амбасадата на Кале, американската амбасада на Кале, таму амбасадорот е неизбран гувернер на Македонија кој ги влече сите конци, разбирате. И затоа е направено тоа
племенско општество оставено и значи на длабоко со длабоки меѓуетнички поделби кои се продлабочуваат секојдневно. И се што се прави во таа насока е американски интерес за, знаете, најстарото политичко правило и дипломатско правило е подари па владеј. На тој начин Македонија е поделена, поделени се и македонците, не случајно меѓу себе, ќе ги поделиш како таткото и синот со синовите 7 прачки, разбирате. Ќе ги подели синовите и прави што сакаш. Стави ги 7 прачки сите заедно, никој не може да ги скрши. Така да, во таа насока, мислам, тоа е едно пријателско дебатирање, пријателска полемика, иначе врвна оценка, врвен респект за Љупчо Коцарев, академикот и председател на МАНУ, бидејќи тој е меѓу водечките борци за нашите македонски права и правдини. Така. Очигледно е дека народот е на улица, а од друга страна државниот врв нема слух за овој македонски народ и по секоја цена го туркаат овој француски предлог. Зошто му го прават ова на сопствениот народ и држава и што е тоа што им е ветено да вака безмилосно се вртат против најсвоето, најсветлото и најсветото? Видите, не мислам дека се парите основата, сваќате, на сите тие манипулации, иако има и тоа. Тендерите на крај на краиштата на власта се мотив за еден голем број на политичари. Во суштината мислам дека се работи за политички интереси, за политички уцени, за политички манипулации и врз основа на тоа, разбирате, следи една политика која не води сметка за суштината, не води сметка за оние клучни и основни интереси. Така, како што стои работата сега со овој француски предлог, кој се изгледа ќе се гласа денес во собранието, бидејќи седницата веќе започна, и тоа со просто мнозинство, испаѓа дека албанските пратеници ќе одлучат за македонското прашање. Се разбира со помош на еден мал број на македонски пратеници, или ќе си земам за слобода да ги наречам македонски изроди. Како ќе го коментирате ова и како сега ова ќе се одрази на меѓусебното почитување и соживот во годиниве кои што следат? Тоа е реалноста со која живееме, во која живееме, разбирате, дека се македонците која се двајца се караат, третиот секогаш користи, и ние дозволуваме де факто од распадот на Југославија до денес, така наречениот албански политички фактор во земјава да биде клучен, да тој одлучува и кој ќе владее во државата, разбирате, значи клучот е во нивни раце, тие одлучуваат и кој ќе биде министер, и кој ќе биде премиер, и кој ќе биде председател, сваќате, затоа тие барат и консензуалност, али вината е во македонците. Значи, македонските политичари најчесто, за да ја задржат власта или да ја добијат власта, се спремни на секакви концесии и се што е направено на тој план во однос на албанците во држава било во голем дел погрешно, разбирате, и покажува дека ние во суштината сме спремни на се, само да останеме на власт. И дека таква политика продолжи да се води, мислам дека немаме шанси, немаме големи шанси. Меѓутоа, мислам дека решението треба да се бара во некоја прво, ако нема никаква комуникација меѓу двете најголеми македонски партии, а нема, разбирате. Сега се сретна околу францускиот предлог, што е веќе доцна и нема никакви шанси за некој резултат, сваќате, дека нема комуникација, дека двете македонски главни партии, помалите не се важни, не се договорат за суштинските национални и државни интереси. Албанците ќе прават што сакаат, ќе оценуваат, ќе добиваат неверојатни погодности, затоа што Македонија по многу што е веќе федерација, законот за албанскиот јазик ја федерализира државата на еден клучен начин, другото све е чиста техника. Велам, и тие промени внатрешни се многу пострашни и од нивици и од договорот со Бугарија кои може да се поништат. Овие работи, концесии, непринципиелни, нелегални, неприфатливи кои се даваат на домашен план, тешко дека се вратат, бидејќи другата страна, знаете, добиено право, тешко дека може да се
да се откаже. Како ќе ја прокоментирате изјавата на господинот Бујар Османи дека не можело да се прават измени во францускиот предлог, но и изјавата на вице-премиерот за европски прашања господинот Маричич дека ако некој понуди непристоен предлог во однос на јазикот и идентитетот, ќе се повлечеме од преговорите? Тоа се нови измами на македонскиот народ, апсолутно неточни, затоа што овој француски предлог, кој што рекол, тоа е француско-македонски предлог во бугарска режија, е само предлог и ако Македонија го прифати, тој станува реален и прифатлив, станува, рекла дека и многу земји од Европската Унија не го знаат тој предлог, дека тоа работи Франција во договор со Брисел и со Америка на своја линија. Значи, се додека не го прифатиме ние, тој не постои. Дека тоа го повторуваат и Могерини не Могерини, него фон дер Лајен го кажа тоа, ова е само предлог. Ако го прифатиме, тој станува реален. Ако не го прифатиме, се прави нов. Разбирате? Така да, ова не е земји или остави. Нема такво нешто. Тоа го рекоа и кога ни го донесоа, ни го испратија. Значи, од нас зависи дали ќе го прифатиме. Ако го прифатиме, се оди понатака. Ако не го прифатиме, се почнува од почеток. И за тоа ќе биде потребни можда 2, 3, 4 месеци да се направи ново нешто, во кое мора да има, да се води сметка повеќе за нашите интереси, а не како што беше тоа со театарската изјава и јас сум велам длабоко уверен лажна изјава на нашиот премиер дека го одбива. Разбирате? Значи, тоа беше само играње со јавноста. Значи, ние мораме сега да го одбиеме, иако јасно ќе го прифатат, и во секој случај тоа што ќе следи од Брисел ќе биде многу поарно за нас, бидејќи ќе сватат дека не може да се играат со нас и да не прават недоветни. Во четвртокот, премиерот Димитар Ковачевски, насадениот премиер би рекол, во собранието го образложуваше францускиот предлог, представувајќи како добар и цитирајќи дури делови од песната Троскот на Петар Мојандреевски, а од друга страна, во неговиот говор никаде не спомна македонци и македонски народ, но кога требаше се соочи со прашањата од пратениците на опозицијата, избега од собранието. Како вие ќе опишете таа неколкучасовна драмолетка во собранието? Видите, факт е дека нашите врвни политичари, тие што ги спомнавте, разбирате, кога се во Брисел, кога се во Париз, кога се во Берлин, не спомнуваат ни македонски народ и македонски јазик, ништо не спомнуваат. Свесни се дека тоа провоцира, дека тоа таму не врви, сваќате. А кога сте политичар на држава, чии интереси треба да браните, секој втор збор треба да биде македонски народ, македонска држава. Аз ќе ви кажам, кога службува во Тирана, имаше некој НАТО собир, сваќате, која Македонија не така како соработник и партнерство за мир не поканува. И мене, бидејќи јас се ставив пред себе место поранешни Југословенска, се ставив Македонија. Председаваше Грк и бараа да го сменам тоа. Јас не го сменував и на крај беше доведено прашање со станокот и јас немав избор. Си станав, си го земав тоа Македонија и седнав позади, разбирате. Значи не седнав на трклездата маса. Ама тамо бев, се јавив 6 пати за збор, разбирате, без врска, измислував за што ќе зборувам, и во тие 6 пати јас 100 пати кажав, мојата држава Република Македонија, знаете Македонија вака, знаете Македонија така, сите амбасадори се смеева, разбирате, под разбирате, така се прави, разбирате, така се прават интересите. Ама нашите тоа не го прават за жал. Така. Како ќе го прокоментирате мислењето на премиерот Ковачевски кога вели јас Димитар Ковачевски сум македонец од раѓање, знам една работа, ниту една хартија не може да ми го одземе или намали мојот идентитет, јазик и историја кои ме прават македонец и за кои имам света обврска да ги почитувам и зајакнам. Како мисли да ги зајакне кога се откажува од се македонско? Видите, тоа е суштината, сваќате, и тој де факто потврдува што го прават странците, да им дава за право. Значи, тоа треба тој нивдем го кажува, а не нас нам тука.
нам овдека сме македонци, разбирате. Вие тамо сте македонци. Никој не може да ви тури во главата дека сте, не знам, французи или бугари или слично. Не може, сваќате. Значи, ние остануваме, ама важно е што сте за светот, разбирате. Као што името моје не е за мене. Ја не се викам Ристо, бе, кај си? Името е за други. Разбирате? И ако ми го смена другите името, јас веќе не сум Ристо. Сваќате? Тоа е суштината. Значи, се работи за одбрана пред светот, пред другите. Ако не сме ние македонци за светот, тоа што сме ние тука македонци, тоа ништо не значи. Тоа ќе трае уште година, 2, 5, 20 и полека. Исто како што спомнавме во Пирин и во Егеј, се помалку и помалку ќе има асимилација, ќе има едно, друго, трето и македонците ќе ги снема. Так, господин Никовски, ако е можно, имам уште неколку прашања. Мало. Кратко. Шефот на дипломатијата, господинот Бујар Османи, се уште одбива да го објави протоколот со изговор дека не бил готов и дека се уште не е усогласен, а истовремено изјавува дека се уште немало средба и затоа не постоел никаков протокол. Османи додаде дека откако ќе се усогласил пред да го потпише и ќе бил ставен на увид на македонската јавност. Бугарската страна, пред се Генчевска, тврди протоколот е веќе усогласен. Османи пред само 2 дена рече дека протоколот нема врска со францускиот предлог. Можете ли да ја објасните изјавата на Османи дека немале досега никаква средба, ама се уште не бил усогласен протоколот? Му верувате ли на Османи и дали е сам во оваа игра или до него рамо до рамо стојат премиерот Ковачевски и вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Марич? Не е сам во никој случај, тој не води сам сопствена политика, меѓутоа, знаете, председавачот на еден состанок секојаш има можности, има маневарски простор, има, значи, може да прави работи кои другите не ги знаат. Кај знаеме ние што разговара тој со Генчовска во 4 очи. Тој да направи белешка, често пати не се ни прави белешка, не мора се да каже. И не се кажува, разбирате. Така да, прво што каже он, мислам, извините на израз, лаже. Генчовска многу јасно каже и треба да и се верува дека договорениот протоколот или поточно записникот од таа втора меѓувладена конференција која не е одржана. Таа конференција не е одржана. Ние зборуваме претходно околу тоа, разбирате, и тие ги објавија сите елементи кои треба се внесени во тој протокол, сваќате. А тие кои ги гледате и да не се сите точни што се објавени во Софија, тоа е катастрофа за Македонија. Тоа е предавство од онај најнизок вид, разбирате. Значи, во прашање е нешто што е веќе во голема мерка договорено, нашиве се плаша да го потпишат. Веројатно ќе има и нови преговори за да нешто може да и се ревидира, али ако ние го прифатиме францускиот предлог, нашата преговарачка позиција ќе биде рамна на 0 или ќе биде минус 100, разбирате, и бугарите може само да додадат уште нешто, не да отфрлат. Така да, ние сме самите доведени во еден тежок ќорсок, разбирате, со никакви можности за избор и прашање само колку длабоко ќе понираме во еден неуспех, во една катастрофа македонска, бидејќи велам, не се оставивме никаков маневарски простор, прифаќавме све на еден понижувачки начин, го виткавме рбетот и кога треба и кога не треба, и сега на крај кога ќе дое екзекуцијата, ќе се чудиш, нема се чудиш, значи сам си го заслужил тоа. Така. Господин Никовски, поради важноста на оваа тема поврзана со предлогот и протоколот, тема од која зависи судбината на Македонија и македонскиот народ, сакаме да се задржиме уште малку подолго на оваа тема. За таа цел би сакале од вас како дипломат, поранешен амбасадор и аналитичар и добар познавач на надворешната политика и дипломатија, да анализирате уште 2 изјави на Османи. Османи на дневна основа најавува дека утре ќе го објавам протоколот, а тоа утре се уште не е дојдено. Во обид да го оправда необјавувањето, тврди дека тоа биле мерките од протоколот кои го согласувале, а не самиот протокол, и обелодени една од мерките која е поврзана со Историската комисија. Најпрво слушнете ја неговата изјава, а потоа кажете ни колку
и дали воопшто знае што зборува господинот Османи или пак до толку ја има подценато македонската интелигенција и мисли дека некој ќе му верува или пак ова изјава што сега ќе ја слушнете е за оние пратеници од парламентарното мнозинство? Мерките од протоколот кои што ги усогласува. Имаше една верзија, разговаравме со историската комисија. Прво ги дефинираме принципи. Принципите се целосна автономија на комисијата, нема политичко вмешување во работата на комисијата, нема рокови за комисијата. Значи нема што, како и кога за комисијата. Договорот од Преспа и договорот со Бугарија биле во сите варијанти на никогаш не сме имале опција да ги немаме двата договора. Опипливи резултати од двата договора. Сега во овој француски предлог се создава една игра на зборови во кој што се вели опипливи резултати од договорот и годишни прегледи од член 12. Тоа правниците знаат дека е тавтологија. Кога ќе кажеш опипливи резултати од договорот, а го имаше во германскиот предлог, во сите предлози се гледа дека францускиот предлог не донесува никаква нова можност за Република Бугарија. Го слушнавте. Видите, човекот се снаоѓа и во ситуации кои е крајно тешко да знае што да кажеш, разбирате. Тоа мора да му се признае, значи покажува врна интелигенција, али во целина тој работи против интересите на Македонија. Тој е посветен албанец, чии идеали се како и на неговиот партиски лидер некаква голема Албанија, која беше која доживеа својот врв во 2001 година и дури не се ни крие, сваќате. Тој, да не забораваме дека кога стана збор да во ред и ставиме бугарите во македонскиот устав, да ги треба и Бугарија да ги стави македонците. Тој рече, тие немаат услови да ги стават. Тој ги бранеше бугарските интереси. Па јас да бев премиер утен, да ќе му реков, слушајте, фала ви многу и овој момент да си ја напуштите функцијата, разбирате. Значи, вие толерирате да ги брани отворено душманските позиции, па тоа е, мислам, веше крај на се и надминува све што може се толерира. Така да, тој вергла цело време, сваќате, тој ги злоупотребува позицијата која има и е голема наша несреќа што во овие мигови имаме шеф на дипломатијата кој е човек, разбирате, кој не е македонец. Али да бидеме јасни околу тоа, не е тоа воопште случајно, разбирате. Да бидеме сосема јасни дека кога се сформираше владата нова, кога беше донесена новата гарнитура на власт од странците, беше намерно, знаејќи што каков расплет следи, дека најлесно е да би се стави албанец за министер, кој, знаете како е, 100 стапа на туѓи грб не болат. Так. Кога сме кај Османи, господине Никовски, пред да продолжиме, слушнете уште една изјава на министерот Османи поврзана со историската комисија, каде што тој потврдува дека доколку историската комисија не се согласи со некоја од бугарските барања, во тој случај нема да има решение, што значи дека Бугарија ќе не блокира. Историската комисија не се согласи со некој од бугарските барања. Нема решение. Нема решение. Тогаш има блокада од страна на Бугарија. Тоа е хипотетички, затоа што сега, например, Бугарија не блокира без никаква рамка и без никакви документи. Затоа што сега, например, Бугарија не блокира без никаква рамка и без никакви документи. Каква порака имате вие до шефот на македонската дипломатија, но и до македонската јавност? И зошто се уште дел од македонската јавност пред се пратениците од владеачкото мнозинство, но и членовите на оние политички партии кои се на власт не можат да сватат дека францускиот договор заедно со протоколот се погубни за Македонија и македонскиот народ, а за возврат не добиваме ништо освен цврсти гаранции дека Македонија нема никогаш да биде дел од европското семејство доколку го прифатиме овој француски предлог и протокол? Видите, очигледно е дека македонските врвни политичари, а добар дел од нив и не се македонци по националност, што е во оваа ситуација голем хендикеп, ја манипулираат јавноста
велат дека ако нели дојде до тоа дека тие ќе го оспоруваат јазикот вамо тамо, нели така тие ќе ги прекинеле преговорите. Тие го оспоруваат на еден флагрантен начин со овие документи. Што ви треба повеќе доказ? Значи, вие прифаќате да трнете во таа насока, се фатите за орото, али велете ќе излеземе ако престане музиката. Музиката престанала веќе. Така да, велам, тоа се тешки манипулации, кои за жал поминуваат, али велам, народов кој излезе на улици и кој покажува одлучност да го спречи се тоа, радува и мислам дека тој ќе биде решението кое на крај ќе се наметне. Господин Никовски, ако не успееме да го сопреме сето ова што и се случува на Македонија и македонскиот народ во последниве 5 години, се наметнува едно прашање и едно подпрашање. Прашањето е дали ќе ја имаме Македонија и македонскиот народ или нема да ја имаме ниту државата, ниту македонскиот народ. А подпрашањето е како да излеземе од оваа кал која нажалост ни ја создаде оваа ненародна власт. Видите, ние сме пиреи. Да било лесно да се искоренат, уничат македонците, тоа би било направено 500 можда и повеќе години. Значи, оптимизмот останува. Знаете, неправдите траат, али имаат свој рок на траење. Така да и се тоа што се прави на Македонија. И сите овие 30 неуспешни години на наша самостојна држава, разбирате, ја сепак не успеа да не уништат. Да не забораваме, 2 години ни ги затворија границите. Јужната граница беше блокирана, северната беа санкции на Обединетите нации, Македонија беше затворена држава без излез на море. Ние немаме железница према Бугарија, немаме железница према Албанија, значи македонското стопанство беше ставено во изолација и пак издржавме. Така да и ова ќе издржиме, и ова бура ќе издржиме. Цената е висока, ама ние ќе победиме. Друга опција и немаме. И ќе полека, како рекол Јане Сандански во песмата со орлите, разбирате, вели, ќе се родат нови јунаци, ќе го поведат народот, разбирате. Така да надежта не смее да умре. Македонецот е неуништив. И сите овие неправди, сите овие манипулации, сите овие злоштворства што се прават во македонскиот народ, имаат свој крај. Ќе дојде тој, наскоро. Овој народот што излезе на улица дава силна надеж дека нема да се дозволи катастрофата да доведе до крај, до раздебитување на македонскиот народ. Значи, ќе победиме. Меѓутоа, треба секој и вие таму, и особено ние тука, да ги собериме и последните атоми на сила и да излеземе, да ја срушиме оваа власт, да донесеме нова гарнитура, која ќе биде многу по-реална во однос на нашите интереси, ќе ги одбрани и ќе се вратиме на стариот пат, да бидеме концентрирани, да градиме подобро општество, да подобро живееме, а не да се расправаме со тоа дали сме биле македонци или нешто е пар екселанс, глупост пар екселанс, разбирате, што е нешто надвор од умот. Меѓутоа, тоа ни го наметнуваат другите, а ние за жал го прифаќаме и со тоа живееме. Така да, тоа е трагедијата наша, али и таа има свој крај и ќе дојде брзо. Дај Боже. Господине Никовски, и денес да ви се заблагодариме за учеството во Македонски корени. Посакуваме... Ако ми дозволите, само уште нешто да кажам. Вие сеќавате дека зборувавме на претходните 2 мои јавувања околу повторното издавање на вестникот Народна волја во Бугарија. Имаше и апел да се соберат средства, за жал од Австралија неавме одговор, меѓутоа во Канада беше направено тоа и сега сакам да ги известам вашите гледачи, разбирате дека за жал моментално требаше на 1 мај да излезе новиот број на Народна волја, не успеавме бидејќи синот на покојниот наш херој Ѓорги Христов се разболе, има страшни проблеми, не можеше да продолжи со вестникот. Сега бараме нов новинар, разбирате, кој ќе го продолжи и ќе го направиме тоа наскоро, само не зависи веќе од нас. Меѓутоа, средствата кои ги соберавме во Канада, ги усмеривме во нешто друго. Веројатно и вие чувте дека отвараме тамо културен центар, разбирате.
така да уште поважно другиот колку весникот, ќе Така. се отвори тој круг и јас се надевам дека наскоро ќе го доживееме тоа. Тие имат веќе тешкоти, им откажуваат, купи веќе земавме, рентиравме и простор, разбирате, кој се средува. Така да тоа ќе биде еден голем бум за македонците во Бугарија и сакам таа радост на вест да ја споделам со вашите. Ви благодариме за оваа информација. И покрај тоа што ве обвинија дека вие сте земале пари, ние остро реагиравме на таквите обвинувања. Меѓутоа, не сакал да одвојам ни малку време за тие глупости. Само уште една работа, вика. Таму има еден предавник тежок, ми се чини Атанас Кирјаков, не знам се вика. Кирјаков, да. Кој против мене работи така. Атанас Кирјаков. Таа се смешни работи, така да треба се игнорираат, сваќате. Така да и грците ме обвинуваа на времето дека тие ме платиле да работам за грчките интереси, ама за такво нешто не може да се случи, за среќа. Тој што работи најповеќе го обвинуваат, така останало. Посакуваме да си имате убав викенд. Дај Боже да се издействува доброто за Македонија и македонскиот народ. Вие чувајте се, пријатно до слушање и до скоро довидување. Поздрав на сите наши и ваши гледачи, беше големо задоволство. Македонија ќе успее и Македонија ќе победи. Така, знаеме дека одите на протести, Македонија пренесете вечна. нашата поддршка до сите што ќе бидете околу вас, дека има Големо целата задоволство. поддршка. Со големо задоволство. Се најубаво поздрав на сите Секако. наши каде и да Пријатно и се. довидување. Довидување.